Почитувани гледачи, добро вечер. Во нашата редовна емисија во потрага по вистинскиот збор, денеска имаме една убава, јас би рекол и ретка можност да биде наш гостин професор доктор Ратко Дуев. Ратко Дуев е редовен професор и декан на Филозофскиот факултет во Скопје. И ние денес во оваа емисија ќе зборуваме и за неговите книги, и за неговото творештво, и за неговиот животен пат. Но, презимето Дуев, веднаш да кажам, дека е поврзано и со музиката. Неговиот татко, познат музичар, ама и Ратко сигурно не избегал од гените, и тој ја сака музиката, и тој е музичар. Па ајде малку необично да почнеме, бидејќи подоцна ќе впловиме во тие, да речем, сериозни, стручни и научни води. Ратко Дуев, на кој инструмент еден или повеќе знае да свири? И што е за вас музиката? Благодарам, Христо. Првен да посакам добар ден на сите ваши гледачи и да ви заблагодарам за поканата и една ретка можност на еден ваков необичен начин да ги споиме сите мои животни интереси. Јас и како дете пораснав со музиката, бидејќи мојот татко беше во тоа време популарен музичар, ексклузивец на диско. Апсолутно. Свиреше преработки на грчки песни, грчки песни преведени на тогаш на српско-хрватски, на македонски јазик. И речиси од бебе, од најмала возраст, бев заден со музиката. Иако морам да кажам дека мојата мајка долго време ми бранеше да се бавам со музика, бидејќи нели уметничкиот живот се плашеше да не впловите во срамните води. Уметничкиот живот е различен од семејниот живот, но сепак генот беше тој и јас сеќавам како дете, кога мајка ми беше дежурна, ме чуваа во тие кафеани, тогаш хиподром кај што татко ми свиреше. И мојот талент за музика, да кажеме, се сеќавам Миле Барбаровски, кој што тогаш студираше на музичка академија на удирачки инструменти, не можејќи да ги разбере оние грчки ритми, како дете ќе ме ставија во скутнели за рацете, за да тој по моето чукање да може да ги разбере тие ритми. И уште и како студент во на кризно време, распад на Југославија, и јас започнав да свирам, заедно со мојот родител и со многу други музички сегаш звезди во Македонија. И на тој начин некако се школував, се до моментот кога докторирав и дефинитивно престанав со музиката. Интересно е што мојот научен пат на некој начин зависеше од двајца професори, академик Витомир Митевски и покојниот академик Петар Хараилиевски. И тој, сакајќи да ги спои моите животни интереси, тој ми ја предложи токму оваа тема музиката во македонскиот свет и Хомер. Вие напишавте и објавивте и книга на оваа тема. Тој сметаше дека како филолог, класичен лингвист и човек кој се занимава со музика, најдобро ќе одговорам на овој повик за да можам да ги разберам нели тие лингвистички историјатот во историјата на музика, развојот на музичките инструменти во доста бронзена доба во Егејот. Добро, еве, веќе им кажавме на гледачите дека сте автор на книгата Музиката во македонскиот свет и Хомер. Значи, еден ваш стручен научен труд, но ми останавте должен, не ми кажавте на кој инструмент свирите, на истиот од таткото? Да, значи гитара и бузуки. Иако најдолго време свирев гитара, нели како акустична гитара, во тоа време стана популарни оние акустични бендови кои што ги збавува гостите по разни веселби, клубови и мејани. И иако можам да свирам на бузуки. Јас се сеќавам, се уште ми е во живо сеќавање, настапот на вашиот татко Живко Дуев, кој што прекрасно во една атмосфера на писатели, уметници, ликовни и други творци, навистина изворедно свиреше и се уште таа средба ми е во главата. Но да се вратиме полека на вашето најрано детство, бидејќи оваа емисија е портрет емисија, и ние
ќе ве прошетаме малку од детството, младоста до денешни дни. Во вашата биографија пишува дека сте родени во Велес и вие точно родени сте во Велес, но вие сте од Гевгелија. Па ајде малку да се вратиме на вашето детство. Ајде прво за ова мала нелогичност, да речеме, родени во Велес, а сте всушност од Гевгелија. Да, јас навистина немам никакви роднини во Велес, бидејќи мојот татко потекнал од селото Ѓавато Гевгелиско, а мојата мајка од Богданци. И така што од најмала возраст некако мојот животен век започнува и оди по Вардар, бидејќи мојата мајка работела како медицинско лице во болницата во Гевгелија. И во тоа време немало гинеколози за потечки раѓања. Па по патот како што оделе немало во Неготино, па во Велес и во Велес се породила, доколку не можели таму секако да се стигнал во Скопје. Така што и првите денови незиното прво работно место е во завод во Демиркапија. И мојата прва година од животот е во Демиркапија. Подоцна се враќа во Гевгелија и од 4 годишна возраст моите родители се преселуваат во Скопје, тогаш во населбата Пржино, и така мојот животен век продолжува во Скопје. Сега кога сме веќе во Скопје, вие и магистрирате и докторирате на филозофскиот факултет. Таму каде што денеска сте и прв човек, односно сте декан на овој факултет. Па веднаш сакам да прашам, што одлучи да се определите токму за филозофскиот факултет, тогаш кога бевте млади, кога бевте студент? Кој беше тој магнет, таа сила што ве привлече, што ви рече од толку други можности, вашиот пат и место е овде, во аулата, односно во зградата каде што сте и сега на филозофскиот факултет? Јас моето основно образование го завршив во тогашното Браќа Рибар, а средното училиште во гимназијата Јосип Броз Тито, кое што во тоа време беше културолошкија насока. Значи се изучуваа стари јазици, старогрчки, латински, старословенски, и многу рано кон тие стари јазици имав развиена афинитет. И уште една моја љубов тоа е историјата. Победував на многу тие надпревари по историја тогаш и на сојузно ниво. И моите родители во тоа време, знам, се сеќавате, постоја само 5 факултети и дури јас се плашев како на моите родители да им сообштам дека ќе студирам или теологија или класна филологија. Тоа беше шокантно. И затоа првин се запишав на факултетот за безбедност и замена во армија, тогашната Југословенска народна армија. И она што на мојата одлука влијаја неколку луѓе, тоа беше секретарот на Македонската православна црква Чедомир Димитриевски и професорот Иван Джапаровски, кој што бидејќи неговиот брат беа многу добри другари и пријатели со мојот татко, Александар Джапаровски. И не знам како им го сообштам тоа на моите родители, и тие ми кажа дека ако сакаш да занимаваш со историја, мора да ги знаеш корените, мора да ги знаеш старите јазици. Бидејќи јас бев во тоа време во средно училиште специјалист за Втора светска војна, светскиот дел. Знаев се, од видови, авиони, по тие надпревари, дома имав енциклопедии, но сакав подлабоко и многу ме интересираше религијата, и затоа на некој начин тие влијаа на мојот животен пат. Тие ме натера да запиши се први на класна филологија, бидејќи ги сакаш и ти ода старите јазици, а подоцна ти можеш да се надоградуваш во секој дел што те интересира во историјата, бидејќи ако не знаеш да ги читаш изворите, нема никогаш да бидеш добар познавач на античката историја. И така тоа влијаеше да ги земам документите од факултетот за безбедност, бидејќи видов во армијата дека слободата не се плаќа со пари. И без да знаат моите родители, конкурирав на вториот уписен рок на филозофскиот факултет на Институт за класични студии, каде што и дипломирав, и магистрирав, и докторирав. И да кажам и воопшто не се каам, бидејќи тоа е една наука која кај вас развива еден силен аналитички мозок, бидејќи мора да познавате многу научни дисциплини за да може да преведете еден антички текст. Например, дури од ботаника, од физика, од филозофија, историја, археологија,
И сето тој, да кажам, стекнување на тие вештини, не бев свесен како студент, вештини и компетенции, а на некој начин ми возможува да бидам и добар организатор и добар исто на факултетот, уште од најмлади години ме ангажира за уписните испити, па потоа за неотворени денови на УКИМ како главен координатор на УКИМ. И мислам дека мојата наука во голема мера влијаеше на тие мои вештини кои што ете на крајот бев и раководител и продекан, па сега и декан на филозофскиот факултет. Почитувани гледачи, сигурно забележувате дека мислата на професорот Радко Дуев тече како вода. Многу лесно зборува, многу елоквентно и јас сосема се согласувам дека неговиот мултидисциплинарен пристап, она што предмалку беше од неговата уста кажано, дека треба и стручно и научно да се образовате за да влезите во овие води. Вие го потврдивте во вашиот досегашен професионален ангажман, но сега ќе ви поставам многу тешко прашање, а тоа тешко прашање е следното. Кога ќе прашате професор за да зборува за неговите професори и да издвои некои од нив. Кои беа тие професори кои што ви предаваа и кои што оставија најдлабоки траги и на кои што вие и денеска се сеќавате и сигурен сум кога ви предаваа вие во студентските клупи сигурно помислувавте и велевте и јас еден ден да предавам како нив и јас да бидам на нивното место. Тешко ли е ова прашање или со радост ќе одговорите? Па да, јас ќе одговорам, бидејќи самиот збор, нели, професор доаѓа од латинскиот збор профитеор, исповедам, проповедам, значи тој е свештеник во цивилна облека. Апсолутно. И многу голема улога во развојот и од најмлада возраст, и од основното средното училиште, па и факултетот ставаат големите професори. Бидејќи наклоноста кон изучување одредена наука, можеби несвесно ја дефинира токму тие професори. Јас како студент памтам професорката Ружица Керамеджиева, која што предаваше психологија, и тоа во еден голем амфитеатар, каде што беа присутни сите студенти во филозофскиот факултет, и речиси да се што се предаваше учевме на час. И знаеше нормално да во една толкава маса да воспостави и ред и да учениците стекнат знаење. Исто така и мојот професор Витомир Митевски, кој што подосна мене ми избран за демонстратор и асистент, каде што најсилна она што можеби најмногу допринесе за мојот научен развој секако е академик Петар Илиевски. Иако тој не ми предаваш како студент, тој го запознав на постдипломските студии и на докторските студии, тој беше кембриджски професор и од него научив буквално многу. Значи, она стара школа... Тој беше многу смирен, многу темелен. Да, но и многу строг, со сериозни, со строги начала и за себе, не само за другите. Но од него научив како тоа нели се истражува, колку треба да се задоблочува, што е тоа. Он тој имаше една многува девиза, вика, фрли го детето во вода, ако исплива, исплива. Тој ме праќаше на светски конгреси, бидејќи имаше меѓународна репутација и беше почитуван широм светот. Така беше многу лесно јас како студент да ме канат на конференции каде што организаторот се ми плаќаше, дури авионска карта, но тоа беше авторитетот на мојот професор. Тој беше како визит карта. Да, и тој беше во вистинска смисла ментор, на што значи, и тој ме водеше од почеток, нели тој даваше оној што сега гледам го нема кај многумина професори, библиотечен лексикон, значи од основа како се коригира, што значи библиотека, што значи текст, што значи како се пишува научен труд. Како се пишува научен труд. Истражување. И второ, јас како она што тој рано го откри како филолог, значи човек кој што го сака зборот, тој гледаше да ги спои сите овие мои уметнички знаења заедно со научните знаења. И тој многу влијаеше на мојата кариера. Знаете дека тој е човекот кој што ги водел преговорите со СПЦ на почетокот, одбил да биде првиот архиепископ, иако не сакаше да зборува.
Потоа тој е кумот на денарот, статијата депонирана во Народна банка. Тој ги преведува Евангелијата со Петар Бошковски, од кој почнува на македонски да се пее во црквите после Втора светска војна. Една исклучителна личност за која што велам дека историјата се уште ќе зборува и ќе пишува, а може би како скромен човек во сенка, но кој што многу има задолжено оваа држава. И тој ме научи како научно и честно да се сака својата татковина. Тој беше голем патриот, но не навлегуваше во шпекулации, она што едновреме не зафати, оној Бран се сеќавате 90-тите, нели хунзи, не знам, антички писма. Тој не навлегуваше во такви шпекулации, додека сето тоа научно не го докаже. Така што тој ми беше еден вид пример. Како, што е професор, значи тој не му учеше само научна работа, туку и како да испитувам, како да се однесувам со студентите. Нели секојаш велеше мора да држи дистанца, бидејќи мора да има граница што е професор, што е студент, до најситните тајни во научното истражување. И се сеќам само една реченица кога последен пат пред да почина 2013 на 90 години, јас бев навикнат секој мој научен труд тој да го прочита и на некој начин да ми даде критика или да ми даде амин. И се сеќавам кога бев во Париз 2010 година, кам професорот ќе прочита текстот, вика веќе не ти требам, веќе можеш и сам. Веќе си осамостен. Сега си осамостен. Многу ми е драго што го спомнавте вашиот професор, вашиот ментор. Само да дополнам, имав среќа кога јас првото ратување ми беше во МАН. Сега тоа ќе ве. И затоа тука, може Белам, драго ми е бидејќи јас лично го запознав и навистина беше една ретка личност професор Илиевски. А вие во 1999 година, чинам, меморијата се вработувате, вашето прво вработување по вашето магистрирање и дипломирање претходно на филозофски факултет, се вработувате во Македонската академија на науките и уметностите, во одделението, ќе го прочитам за да не погрешам, значи се вработувате како асистент истражувач во Центарот за ареална лингвистика. Каде продолжувате да работите до денешен ден како надворешен соработник. Ајде малку ова да ни го објасните, ареална лингвистика. За гледачите повеќе. Идејата, тогаш затоа сакав да дополнам, имав во МАНу можност да работам со големи луѓе, како професорот академик Георги Ефремов, Георги Старделов, академикот Светан Грозданов. Идејата беше секој академик да има по еден млад помошник и на тој начин кој што ќе им помага на академиците и на тој начин и научно ќе се образува и ќе се издигнува самиот кандидат. Тогаш постои и центрите на академик Јордан Поп Јорданов, потоа лабораторијата на академик Георги Ефремов. Центарот за ареална лингвистика беше да го поврзе јазичното одделение и да се работи на разни проекти. Јас бев вклучен во проектот Словенска писменост, на разни проекти каде што ние како млади, нели, да кажам, што туку воведени во светот науката, да работиме како помош на тогаш академик, нели, тогаш беа вклучени академик Сузана Тополинска, академикот Петар Илиевски, но како да кажам, никогаш ние не работевме како дел од тој центар. На некој начин секој академик си го задржуваше својот асистент само за себе. Така што како целина, иако се водевме, и тоа беше привремено вработување, беше идејата, иако академик Георги Ефремов, кога јас веќе преминав филозофскиот факултет, успеа конечно да ги реши преку оние младенски сеќавате организации не пријавува, но за мене тоа беше едно големо школо. И всушност јас работев само на проектите со академик Илиевски, како што другите работеа со своите академици. Но, бидејќи и тогаш тие мои организаторски способности, академик Ефремов ми ги доделуваше организацијата помош при меѓународни конференции. Така што не праќаа, да кажеме, во Охрид, како испомош, не работевме само наука,
бидејќи немаше многу кадар и беа многу ниски платите во академијата во тоа време, така што ние како помлади работевме се, не само она што бевме задолжени да ги читаме книгите, да ги следуваме статиите. И најгорсо во тој период, онаа книга на академик Илиевски "Појава и развој на писмото", тоа е дел од тој проект Словенска писменост, во која што јас од мојот компјутер буквално се направив, дури и фонтовите, 40 фонтови. И самата подготовка на до пауз. До пауз, браво. И индекси и се, и бев многу горд на тоа, но подоцна сватив дека всушност тоа е делот на мојата едукација која што Илиевски ја подготвил за мене. Што ќе ви треба и вам лично за иднина. И сега доаѓаме до 2000-та година, кога вие сте избран за помлад асистент при Институтот за класични студии, ова да го подвлечеме, класични студии, на Филозофскиот факултет во Скопје. А 4 години подоцна, во 2004 година, сте избрани и за асистент. Инаку, во овој период, кога работите на институтот како помлад, а подоцна и како асистент, сигурно работите и на вашата докторска дисертација, која ја браните во 2010 година, инаку насловот на вашата докторска дисертација е малку подолг. Зевс и Дионис, судир и синкретизам на небесни и хтонски култови во најраниот хеленски период. Да. Таа книгата е дел. Ова е дел од вашата докторска дисертација, значи еден издвоен дел што сте го издвоиле за да биде попопуларен, наменет за поширока публика. Тоа обично повеќето професори го прават. Ќе кажете ли нешто повеќе за одбирот на оваа тема и воопшто за тој ваш период кога бевте помлад асистент па асистент на Институтот за класични студии? Ајде малку за тие класични студии да појасниме за гледачите. Класични студии е таа прва базична наука. Сега е да кажеме студиската програма класична филологија. За жал на филозофски, додека филолошкиот факултет и филозофскиот биле во едно, при делбата класични студии останува при филозофскиот, а не под филолошкиот факултет, бидејќи класичните студии не опфаќаат само класична филологија, јазиците и книжевноста, тука опфаќаат и културата, античката историја и така натака. Така решили постарите професори. Вака кога ќе кажете класични студии, можеби наведум не кажува, но бидејќи нашите професори беа светски професори со докторати по Кембридж и по светските универзитетски центри, например во Англија, во Оксфорд имате факултет за Faculty of Classics за класични студии. Тоа подразбира на живот античка историја, јазици, лингвистика, античка филозофија, се што е антика во еден факултет, археологија, историја на уметност на стариот век и така натаму. Многу широко. Но кај нас при развојот на филозофскиот факултет одредени делови од тие класични студии се под други институти. Античка историја е под историја, доцна антика истрага под историја, под античка филозофија под филозофија, класична археологија е под Институтот за историја и уметност и археологија, така што ние останавме оној дел како помош за изучување на старите јазици, не само на филозофски факултет, на филолошкиот, а покрај тоа античката книжевност и античката култура, која што веќе се преклопува со она што се изучува на историја на уметност и на археологија. Мене ми беше, навистина е тешко да се работи како млад човек, бидејќи станува збор за стари јазици. И сега да се појавите пред студентите, мора да бидете многу добро подготвени, така што многу работевме како млади на самата подготовка на вежбите. Јас го имав можеби тој најтежок дел, читање на стари текстови со метрика. Тоа беа текст, тогаш книжевноста била привилегија. Секој писател пишувал со еден тежок стил, за да биде било надпревар, кој ќе има побогат и поразвиен стил. Кој ќе биде потежок? Потежок, баш така, за да не биде достапно за сите. И сето тоа бараше многу напор и постепено во мојот дом, библиотеката, јас имам речиси многу речници од многу светски јазици,
бидејќи сите секој знае кој што се занимава со мојата работа, се прави проверка од повеќе јазици, дали е тоа што преведено. Од повеќе избори, апсолутно. Да, плюс како стари јазици, особено оние партиципи или активни глаголни придавки кои што ги нема во јазиот јазик, многу е тешко на студентите ми ги објасните како тоа да го преведат, но така што за еден да кажеме 2 глави кои што се еден лист, може да изгубите и 4 дена. Обично преведувачите се жалат со право и велат многу е полесно, бидејќи голем број од преведувачите се и писатели, мои колеги. Так. И тие обично велат, а и сам јас преведувам, па истото го потврдувам. Велат, многу ми е полесно да напишам мој нов оригинален текст, отколку да преведувам, бидејќи вие рековте неколку дена, а јас ќе ви кажам дека некогаш може и самите знаете да запнете за еден термин да потрошите не денови, туку и седмици, па и месеци. Но, како и да е, вие сте се нафатиле со ова многу специфична, многу тешка може и многу само да додадам, одговорна проблематика. Да, повелете. Само да додадам, моите тие први преводи и на некој начин потоа се откажав од преведување. Да, многу е тешко, многу е макотрпно. Не е ни рентабилно, знаете и сами. Апсолутно. А човек изгуби години за еден превод, а одговорноста е голема, бидејќи не сум автор. Да. Сум преведуваш, значи не сме да биде парафраза па да го изгубам авторот. Точно. И преведував за професорот Джепаровски за убавото, една хрестоматија на текстови од естетиката. Некаде беше околу 50 на страници. Јас потрошив цела година денонокно. Беше избор од Плотин, избор од Тома Аквински, многу тешки текстови. Сизифовска работа. И еден текст де музика од Свети Августин, за кој што не постоеше превод на ниеден јазик само во шведска. Само во шведска. И тоа е една висока филозофија, нема никаква врска со музиката, тоа е космогонија, онтологија. И навистина, значи цела година, замислете за 50 страници, хонорарот беше исто така мал, и јас велам, нели, подобро ќе пишувам авторски книги. Апсолутно. Иако мораме јас морам да ги пофалам моите колеги, мора да ги преведуваме големите автори и класици, затоа што така добиваме, па го зготвуваме и нашиот речник и нашата лексикографија. Тоа беше мојото сваќање за превод, особено па препевод, да кажем, тоа уште една потешка работа. Карлежа има речено дека критичарот не знае да снесе јајце. Тој знае само кое јајце е сматок. Така и преведувачот треба да биде преведувач оној што не е автор. Зашто ако е автор на вистина е многу тешко, многу макотрпно да потроши дел од својот живот, иако и тоа ќе остане преводот. Меѓутоа, сосема убаво кажавте и се согласувам со вас, толку е мачно, ќе изгубите многу време, многу нерви, многу енергија, а резултатот не зависи од вас. Тоа сакам да го кажам. Но, како и да е, вие во 2010 година сте избрани за доцент, потоа во 2015 година и за вореден професор. А во 2020 година станувате и редовен професор при Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје. И тоа е врвот. Како во војската, каде што започнува од десетар се стигнува до генерал, ова се исто така чинови и титули, вие стигнувате до највисокото звање редовен професор и декан на Филозофскиот факултет. Убав ли е овој професорски позив, овој живот? Јас знам дека е убав, дека е одговорен, но постојано сте со млади луѓе, им пренесувате знаење, тоа и ве подмладува, ве освежува, учите и вие од студентите, не само тие од вас. Мислам дека имате една од најубавите професии што може да му припадне на еден современ интелектуалец, еден современ човек, а тоа е да биде универзитетски професор. Па сега како декан и како професор, уживате ли малку или имате многу организаторски, како што рековте пред малку, обврски како декан? Морам да кажам дека јас навистина сакам мојата професија. Јас се надам дека тоа може да го видат и моите студенти.
Знаете, тоа е една благородна работа. Како што вели моите колеги во Америка, вика, професорството не е работа, туку е позив. Значи, тоа е буквално vocation, како што велат. Тоа е човек, треба први да ја сака работата, да не очекува некои екстремно финансиски бенефити, но да ја сака, да ги сака студентите, да сака својата работа. Како декан, ние како декан или како продекан не сме ослободени од обврските, значи тоа е само дополнителна функција. Да, дополнителен ангажмент. Така што и за време на моето продеканство и деканство јас ги извршав сите обврски и како професор. Но она што еве и административната работа што повеќе ме оневозможува да работам на овие креативни работи, и секогаш кога држам час, мене ми е тоа како смирување. Едноставно млади луѓе ќе ме насмеат. За жал, квалитетот на знаење со овие после пандемијата и сите овие работи многу опаѓа, и она што ме загрижува, опаѓаат комуникацијските вештини. И ние мислам дека како студенти бевме побунтовни, влегувавме во повеќе такви расправи и дебати со професорите, што во диалог. Денеска е реткост, и кога имам испит и сакам усно да ги испрашам, го забележувам дека веќе не имаме готов производ на факултет. Значи тоа ако се испушти во основно и средно училиште, ние не можеме многу да дополниме, но го забележувам тој пат на комуникацијски вештини. Но она што па ме боли искрено како човек, имаме прекрасни студенти. Знаете, имаме деца кои што навистина и по знаење и по сето она што може да го направат, ве воодушевуваат, но за жал гледате имаме еден процес на масовни миграции, на иселување на населението, и некако, знаете, секогаш како болка го чувствувам во себе, и дека тие деца еден ден ќе заминат. И има многу студенти мои добри, за кои што јас сум пишувал препораки, кои што ден денеска еве работат по Германија и на други универзитети или во други средини. За жал, што не направивме систем на они квалитети, вредности, да успееме барем некако државата да ги задржи тие најдобри студенти тука во нашата земја. Тоа она што ме боли, а инаку морам да кажам дека професорство е една многу убава работа која што ви дава слобода, најпрво. Имате можност да го кажете својот став и нудите на студентите да го изразат својот став и да ги воведете веќе на факултети во оние базични, не само да стекнат знаење, туку и начин како постепено како изгледа научен труд, како изгледа преку тие семинарски есеи и презентации, на некој начин да ги подготвите за живот и да ги подготвите не само за знаење, туку да ги подготвите и за многу други вештини кои што ќе им се најдат понатаму во кариерата. Многу ми е драго што, професоре Радко Дуев, загатнавте една многу актуелна, многу современа и болна тема, а тоа е одливот на млади мозоци, на млади умови од Македонија. Подготвуваме ли ние постојано кадри за странство? Дали оваа држава е толку многу богата да инвестира во своите ученици, студенти, академски граѓани, за да бидат потоа тие работна сила во Германија, во Канада, во Шведска и каде се не. Каде е тука основниот проблем? Би реков курсус. Што е тоа системски, каде што ние, досега не сме направиле? Но може би ли сега да направиме нешто? Затоа што овој болонски процес на високо образование, ова денешно глобално село во кое што сите живееме, белки може да направи нешто, барем дел од тие врвни стручњаци, што овдека дипломирале, некои овде магистрирале, овде докторирале, да не отидат како готов производ во странство, барем дел од својот живот да го поминат овде во матичната држава, која што и ги оспособила и ги финансирала. Или оваа битка е изгубена, неповратно и за секогаш. Јас како декан морам да кажам најтешката работа ми е, сега започнува веќе од после новогодишните празници,
подпишувам на разни тие агенции за вработување, особено германски се многу актуелни, бидејќи Германија сите гледа да го решат проблемот со недостатокот на работна сила и падот на си го решават својот проблем. Да, и они фирмите кои што ангажираат студенти се ослободени од одредени давачки. И едно време беше толку мачно што одбив и дадов раководителката на Одделението за студентски права се ги подпишува и веднаш добив писмо од германската амбасада дека го провериле мојот подпис и дека мора лично одговорното лице, дека не смее со некој друг да ги подпишува. Не сме замена и ајде викам да не добијам некој црн печат, викам за Германија, ајде јас пак ги подпишувам, а тоа се којдневно многу. И како факултет, бидејќи како филозофски факултет, како дека направивме неколку мрежи регионални на сите филозофски факултети во регионот, речи си е регионален проблемот, значи не е лично наш. Не е само наш. Но каде е најголемата болка? Значи нема држава во светот каде што за 25 евра вие имате бесплатни градинки. Каде што имате дури и во државата плаќа и воспитачи, имате храна, детето ви е згрижено 8-10 часа, само за 25 евра. Потоа имате основно бесплатно образование со бесплатни ученици, средно бесплатно образование со бесплатни ученици и факултет, да не речам бесплатен за 200 евра во текот на година. Да. И сега вие, значи, државата инвестира, човечкиот ресурс не може да го надомести за година-две. Апсолутно. Значи, за да добиете вие академски граѓани ви се потребни 23 години. Вие само вложувате. И сега вие одеднаш едноставно ги пуштате тие деца. Одеднаш се губите, се што сте вложили. Она што јас како професор и декан, бидејќи сите одлуки ги носам со некаква анализа, значи не онака како што и да чувствам, но барам да се направи некој истражување. И Комисијата за настава на Филозофскиот факултет направи едно истражување, што е причината и зошто нашите млади се гледаат во странство. И она што го забележав дека последна од бројките статистика и финанси. Значи бројките беа некако комбинирани, 30, 25, се не сеќам точно, а најголемо условите за живот. Значи, она што го забележувам кај моите студенти е што ние ги уништивме институциите и системот и вредностите, и дека новија млади луѓе не можат да го прифатат она што ние бевме навикнати, јас го нарекувам отомански вредности, бак не рака, секаде мора да имате човек, не може ништо регуларно да завршите. Ако немате човек на доктор, не може да одите. Ако немате во катастар и било каде. И дека овие млади луѓе сакаат, не дека таму и на запад они уживаат во својот живот, туку има ред. Има еден систем кој што нив им дава надеж за еден попристоен живот. Да не коленичат пред шалтерите или постојано да имаат ургенција некаде. И тоа е една од главните мотиви како причина, а тие истражувања се поклопуваат и во регионот. Баш со деканот на филозофскиот во Белград го разговаравме, во Осијек, Загреб, да кажа во Сарајево, во Црна Гора и во Албанија. Главните причини се токму тие. Дека овие млади луѓе, убаво рековте, ова е веќе глобален свет. Зборуваме за глобално образование. Јас постојано потенцирам дека ако ние не се вклучиме во процесот на глобално образование, ќе останеме исфрлени. Бидејќи гледате, сега сите секаде патуваат, може да студира во тоа е идејата на Болонја, нели, за ние студенти скитици. Може да студира во Америка, може да добие стипендија. Еве сега на еден мој колега, ќерка му во Хонг-Конг, и така натака. Значи станува еден глобален свет каде што секаде на некој начин се изедначуваат одредени процеси, високо образование, основно, средно, и многу лесно луѓето може да мигрираат и порано беше проблем, нели, да треба, ако децата одат во училиште, не се селеа луѓето дека не го заврши училиштето. Сега многу лесно може во било кој период секаде да се преселат. Да. Професоре, вие имате богата содржајна биографија со многу активности. Од уредник, член на меѓународни списанија, на меѓународни организации, меѓународни конференции и слично. Но вие бевте и носител на неколку големи проекти кои што се случија кај нас, беа покренати од Министерството за
култура на Република Македонија, а вие активно бевте таму вклучен. Учествувавте и во Законот за издавачка дејност, бевте председател на Комисијата за издавачка дејност, понатаму бевте председавач на Националната комисија за учебници на Министерството за образование и наука, бевте вклучени во Одборот за доделување на Државната награда Свети Климент Охридски, понатаму за Државната награда 11 октомври. Навистина еден, би рекол, импозантен активизам. Хајде издвоите нешто со што најмногу, бидејќи полека наближуваме кон крајот на емисијата, затоа малку ве забрзувам, издвоите нешто со што посебно се гордеете и што сакате да кажете, да, и јас учествував во тоа, и јас бев таму, и јас имав личен ангажман и удел. Да, јас, како да кажам, мојот животен пат некако се поврзува со издаваштвото. Да, Не дека некогаш сум настојувал да бидам вклучен во тие нешта, но ете како филолог, некако природно, целиот мој животен пат е поврзан со издаваштвото. Најмногу сум горд на проектот Словенска писменост и онаа книга Појава развој на писмото и сите оние книги од децијата кои што излегува тој проект на Зденка Рибарова, Красимира Елиевска, Розана Дополинска, бидејќи тоа е една основа на филологијата, на лингвистиката. Во тоа време немаше такви софтвери и програми, за сето тоа се изведе на таков убав начин. Се правеше пешки, рачно. Да, на пауз не беше толку лесно. Јас сеќавам оние феликиски фонтови, па глаголичките фонтови, сам ги правев на мојот компјутер и сам прашував по луѓе како тоа да го направам. Но беше едно импозантно дело, затоа што го центарот беше Охридскиот книжевен центар. Значи, беше Македонија и оние тези на сите слависти дека јазикот на Константин Филозоф или Свети Кирил е и ден денска сличен со македонските дијалекти во селата Сухо и Висока близу Сол. Значи аргументирано научно. И најмногу звезди на светската книжевност, каде што заедно бевме со академик Луан Старова, особено ми е драго што започнав еден случителен човек, а тоа академик Митко Маџунков, од кој што навистина во тие разговори научив многу. Потоа беше Драги Михајловски, Венко Андоновски, Ташко Ширилов и на сите тие дебати околу преводите можев од тие искусни луѓе да научам многу нешто. И што беше важно на сите тие промоции кои што ја стално време го потенцирав, дека книжевноста, како што вели Виктор Иго, сите книги на светот да пропаднат, но да остане само Светото писмо и Илијада, светот нема многу да изгуби. Тој не мисли, тој е книжевник, но сака да ја потенцира вредноста на преводите на тие две книги, што мора да ги има секоја цивилизација. И во звездена светска книжевност, иако можеби темпото беше брзо, знаете да тие рокови, но што беше најважно што јас со академик Маџунков го постигнавме, а веќе течеа преговорите нели со Грција, ние имаме 563 согласности за превод на македонски јазик, дури ли од Грција. Знам дека дури и од грчките издавачи. Да, професоре Дуев, знам дека можете не со минути, туку со часови, па и денови да говорите за овој проект Звездите, но на крајот сме од емисијата. Ќе ве замолам во оваа наша така наречена отворена книга, со еден од овие фломастери, можете и со двата ако сакате, овде да се подпишете, значи вашето име и презиме. Само подпис или цело? Радко Дуев, целото. Овие наши отворени книги ќе бидат дел од изложба на учесниците во емисијата. Може и подпис или? Напишете го Радко Дуев, не ви се чита. Добро. Е така. Може и подпис, тука не е проблем. Овдека напишете го денешниот датум, 5.2.2024 година, и веќе размислувајте што ќе напишете овде. Треба една мисла, една порака, нешто што... Јас како професор за студентите. Како професор. За студенти ви е полесно, ќе напишете 10 и ќе се подпишете, а овде сега да видиме што ќе овековечите. И ќе го напишеме и преводот. Да. Scientia sol mentis, да, науката
Предато што во антика сега овие слогани што се повторуваат, знаењето е мок, тоа е кажано што од Сократ. Да. Науката е? Сонце на умот. Прекрасно. Навистина е така. Дај Боже сите да ги угрее тоа сонце на умот, како што велите вие. Вие се занимавате со ретки нешта. Јас кажав дека ваши истражувачки интересирања се историјата на религиите, античката митологија, меканологијата, античката епика, античката музика и така натаму и така натаму. Ви благодарам што денеска бевте наш гостин. Со рака сакам да ви честитам за се досега што имате направено на овој план. Продолжете така, испишувајте нови страници, објавувајте нови дела и да се гледаме